Свирепо убиство го разбудиле од спиење, прво го удирале со тупаници, а потоа со тапи предмети, а на крајот синот со нож му задал смртоносни удари во пределот на главата на сопствениот татко, пошто тој починал. 29 годишниот син кој се движи во инвалидска количка со пријателот го убил сопствениот татко, покажа истрагата на полицијата. Тој и неговиот 24 годишен пријател се осомничени дека го убиле 62 годишниот Трајко Б, чие безживотно тело облеано во крв беше пронајдено вчера утрото во семејната куќа на улицата Сутјеска во Штип. На грозоморниот чин и предходела расправија. По предходна вербална расправија, пријавените искористиле прилика додека ТБ спиел на кревет во една од собите, при што најпрвин физички го нападнале, удирајќи го со раце, со боксови, со тапи предмети, пошто прво пријавениот со нож му нанел неколку убоди во пределот на главата, од кои што повреди 62 годишниот ТБ починал. СВР Штипи поднесе кривична пријава и ги осомничи за убиство. Истражен судија на предходна постапка и одреди мерка притвор во траење од 30 дена. Секторот за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против 29 годишниот ГБ и 24 годишниот ИД, двајцата од Штип, поради постоење на основано сомнение дека како соизвршители сториле кривично дело убиство, казниво по член 123 од Кривичниот законник на Република Македонија. 62 годишниот Трајко Б беше пронајден мртов вчера утрото во сопствениот дом. Случајот во полиција го пријави соседка откако неговиот син отишол кај неа и кажал дека неговиот татко починал. Која е причината за синот да посегне по животот на сопствениот татко, ќе покаже понатамошната истрага. Неофицијално причина за расправијата се пари. Подолго време семените на согласување меѓу нив двајцата биле причина за чести интервенции на полицијата. Меѓу штипјани се зборува дека синот бил зависник од алкохол и требало да замине на лекување.